Почитувани, Филипче по големите реформи што ги направи во СДС, отиде да одмори за празниците токму во Дубај, кај Заев или пак во неговиот стан за кој јавноста не доби одговор, дали е негов или не. Големиот предводник на опозицијата толку се умори од лагите и манипулациите што ги искажа во јавноста, да мора да одмори не било каде, туку дома, во Дубај. Сепак доктор Филипче се уште молчи и не дава одговор за потеклото на златната виза, за која веќе сите ги знаат условите како може да се добие. Минимум инвестиција или недвижност од $500,000 или пак бизнис во Дубај. Дополнително, доктор Филипче не ги покажа ниту документите за кои тој рече дека е добил златната виза поради работен ангажман во болница во Дубај. Доколку ги има, не би му било проблем да ги покаже. Впрочем, може и сега да ги побара во Дубај, може би и таму му останале. Јавноста заслужува одговори за потеклото на златната виза на Филипче со оглед на тоа дека тој не бил, како што СДС кажа, градежник, туку доктор. А со докторска или пак пратеничка плата Филипче не би стигнал за 20 години кариера до таа сума на пари, односно минимум $500,000. Затоа Венко треба да одговори како дошол до недвижност или инвестиции во Дубај. Дали тендерите и анексите кои ги говоревме на пресконференции за предмети кои јавниот обвинител Коцевски му ги чуваше во фиоки, му овозможиле на Филипче токму ваков луксус. Впрочем, сите теми кои СДС ги пласира во јавноста, кои секако се лажни, се вистинскиот дефокус од криминалот на поранешни функционери на СДС. Затоа го повикуваме јавното обвинителство да постапи и да истражи како Филипче стигнал до златна виза за Дубај, а како Зоран Заев до градба на 42-катница во Дубај. Ви благодарам. Повелете доколку имаме прашање. Имаме едно прашање. Зошто не предложивте кандидати за анкетна за Кочани и кога ќе предложите? Дали ќе чекате студентите да заврши? Благодарам. Моментално тече постојана анкетна комисија предводена од Димитар Апасиев. Да заврши таа, па ќе се формира и анкетна која што ние заедно со коалиционите партнери од Знам и Вреди ја поднесовме, со која што ќе се опфати освен пожарот во Кочани, ќе се опфатат и несреќите како Модуларна, како Дурмотурс и Беса Транс, па потоа и дополнително координаторите на пратеничките групи ќе определат членови на комисијата. Благодарам.